опијат, како што викате, за кој треба да се знае да се има граница. Се согласувам. Затоа правам една аналогија за која мислам дека е легитимна. Се согласувам, затоа што и јас мене би ме загрижило, да речеме, моите деца ако 9 сата читаат книга. Тоа значи дека немаат живот, исто така. Се согласувам, но овде не може да оспорите дека визуелната димензија ви дава и ready-made слика и ready-made мислење, што во книгите го немат. Маја, Добро. дали имаш уште прашање или... Не, ви благодарам. Добро. Она што пред малку... Може ли само еден Да. коментар? Маја добро ме подпердаше. Свати го ова Маја како комплимент. Да, се Си разбира. разменивте Се комплименти со професорот. Одлични прашања, вистина. Господин Петровски, пред малку спомнавте за дружувањето на CNN со Facebook за следењето на инаугурацијата на Обама. Идејата нели на CNN беше следејќи ги сите оние коментари, именувањето на статусот на луѓето кои што имаат профили на Facebook и токму така имаат понудено соработка. Сакам да ве прашам, бидејќи се наоѓаме на неколку месеци ние пред избори, моќна ли е македонската Facebook мрежа да го стори истото? Да лобира за одреден кандидат, да се направи една фама како што се направи за Обама, независно за кој станува збор, нели, секој според своите убедувања? Фејсбук е нападнат во последно време политички, тоа го забележувам од сите страни. Ми се чини дека алармот кај партиите и кај тие што имаат намера да искористат се и се што за свое политичко етаблирање или за заграбување на власта. И тие го нападнаа, тоа е видливо, меѓутоа тоа ми се чини само дека го вулгаризира. Но ако зборуваме за единки кои што се свесни, тој напад ќе го одбијат. Сепак во Македонија, според тоа што јас го имам како податок, се 60-70 илјади корисници на Facebook. Тоа не е бројка која што може да биде значајна за изборите, со претпоставувајќи дека пола од нив го користат еднаш во неделата. Сигурно не е секој ден секој од нив присутен на Facebook, така што нема некоја значајна порака. За жал, можеби звучи Во кој сегмент македонските блогери може да бидат најобединети? За националните прашања? Бидејќи знам дека се многу активни кога станува збор за не знам, коментари на грчки сајтови, на грчки блогови, одбрана на националното. Го Вие има пред тоа. малку спомнавте дека дури бевте и еднаш кога сте биле исклучени од... Да, Facebook го има заради тоа, меѓутоа сепак не Тука ли сме мислам... најобединети како македонска Па не можам да мрежа? најдам најмал заеднички содржател, веројатно дека патриотизмот е една вака добра обединителна сила. Меѓутоа мислам дека за разлика од она што го читам како пример во другите општества, кај нас се уште во Зарадиш. Знаете, поради отворање на група на Facebook во Хрватска беше уапсен младинец на опозициона партија, затоа што зборувал се и се што против Санадер. Да речеме, во Македонија има групи и против Груевски, и против Бранко Црвенковски, и против Љубе, и против се има. Меѓутоа немаат општествено валидизирање, значење, не ја поместуваат сцената. А во Хрватска се случи такво нешто. Да. Добро, професоре, дали малку ве заинтересиравме Ме за утре да заинтересиравте си отворите многу, профил на а Facebook? посебно ова сега што Филип го кажуваше, дури малку и ме загрижи. Фактички излегува дека ние живееме во најмалку 3 степени на простор некој јавен кој што служи како кафилерија кај што можеш да си лаеш колку сакаш и да не му пречиш никому. Првиот таков простор е собраниската говорница. Зборувај ти што сакаш, она што е решено тоа ќе се случи во владата. Вториот простор се колумните, кај што и јас припаѓам. Можеш да си лаеш колку сакаш, не влијаеш ни на собрание, ни на влада. И третиот простор, што ова најмногу сега ме загрижува, а верував дека имаат влијание тие млади. Тоа се главно млади луѓе што се занимаваат со... Освен на примерот на Слободан Томиќ, во последно време не сум слушнал некакво влијание. И ме загрижува, фактички излегува дека сето тоа е смислено на некој начин да може секој, мислам, секој да си се изрази, да се испразни, а фактички да нема реални ефекти врз стварност. Ако е така, тогаш уште повеќе ја зацврстува мојата теза за аутизам. Тоа е опасна работа за општеството. Не велам јас, не мислам, сега веќе се оддалечихме од Facebook. Но што ако е општеството ама е многу опасно. во аут? Тогаш сме аутистичко општество ние. Фактички и останува само тројца-четворица кои имаат реална моќ дека тие го водат општеството. Така што тука да го засилиме Facebook.
Добро, ви благодарам што бевте гости во вечерасната зибра. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што минавте уште едно саботно попладне заедно со нас. Ви препорачувам да уживате во дружењето, но бидете внимателни и за тоа кои се вашите пријатели. Пријатно.